Во ова видео ја разгледуваме балканската верзија на TikTok. Имам скриншотови направени и ќе правиме анализа. Се вика BalkanTube. Кога ќе видите, на почетокот екранот е сличен, како TikTok. Долу имаме Home, Discover, камерче за снимање, на TikTok е плюс, Inbox и профайл. На нив го имаме звукот, share, облачето, што се коментарите и бројот на коментари под нив, лайковите и профилната слика на тој што го поставил видеото. Следно имаме search. Кога напишеме нешто, например Дејан, ги вади корисниците со име Дејан. Имаме категории users, videos, sounds и hashtags. Следно, ова е камерата. Немаме ефекти. Имаме опција за upload, снимање, да се штиклира кога е снимено, за пренизан на камера, блиц, таймер. Видеото може да биде 60 секунди или 15 секунди. Сега како ќе се доснима, имаме некои филтри да се стават врз самото видео. Откако се готово, имаме за поставување на опис на видеото, да се постават некои хаштагови, да се тагираат пријатели, видеото да се направи паблик или приватно, да се овозможи креирање на дует или коментари, или да се исклучи коментирање, креирање на коментари и видеото да се стави во драфс и да се постира. Inbox ни е делот за нотификации и најгоре имаме за DM пораки. Следно го имаме профилот. Тука најгоре имаме нашето име, профилната слика, бројот на следбеници, луѓе што ги следиме и лајкнати видео. Ова е делот за едитирање на профил. Тука можете да си го смените корисничкото име, да го напишите вашето цело име и презиме, полот, вашата веб страна и вашата биографија. Кога ќе кликнете за смена на профилната слика, таа можете да ја смените на тој начин така што ќе се сликате, ќе одберете од галеријата. Значи два начини. Во делот Request Verification се пушта барање за да се го верифицирате вашиот профил. Во Push Notifications можете да ги исклучите нотификациите за лайковите, коментарите, вашите нови следбеници, тагирања, параки и апдејти за видеа кои што ги поставуваат луѓето кои што ги следите. Во Privacy Policy можете да одберите сите да ви пуштаат пораки, само пријателите или никој, видеата да ви ги ликнуваат сите. Не, уствари ова е дали да се гледат видеата што сте ги лайкнале, кој да ви коментира, сите само пријателите или никој, дали вашите видеа да можат да се снимнуваат или не. Privacy Policy, пишува се за апликацијата, дури има и контакт за саппортот, Terms и Conditions. И во Change Password си го менувате вашиот пасворд. Да се вратам пак на почетната страница. For you тука се вика related, а following си е исто. И за едно видео
што го гледате, може тоа да биде да го симните доколку е возможно, да го копирате, да го дадете во favorites, да кликнете not interest и да репортните. Овде има скриншотови од оригинална TikTok апликација за колку да се види компарацијата. Сега можем да кажем дека ова Balkan Tube до некаде е некоја light варијанта на оригиналната апликација TikTok.